Јанечки глас, кој денеска ја организира оваа изложба. Изложбата е на познатиот македонски ликовен уметник Панде Петровски од Битола и е во чест на јубилеот 85 години од неговиот живот и 65 години творештво. Тој е познат автор, член на Друштвото на уметници на Македонија, на ликовни уметници на Македонија и имал околу 30 самостојни изложби, 10 крупни изложби, многу награди. Инаку, освен сликар, тој е познат хуморист, илустратор и карикатурист. Соработувал со многу весници, направил многу илустрации за книги и неговиот опус е многу разновиден и богат. Денеска на ова изложба ние ќе можете да видите мотиви од нашите села, каде што авторот создава антологиски дела користејќи ретка техника со туши. Секој негов цртај со својата оригиналност носи приказна. И тоа е не само документ за богатото градителско наследство, туку и за богатата традиција која со векови поддржува нашиот народ. Ние секојдневно сме сведоци на пропаѓањето на нашата традиционална архитектура, на едно непроценливо богатство кое е непосреден сведок за традицијата, фолклорот, винатото и пресеј на нашите корени. Особено селската, која е оставена на завод на времето, се враќа онаго од каде изникнала сраснувајќи пак со природата. Во ништо подобра положба не е ни градската архитектура, која пак исчезнува пред налетот на урбаното и модерното. Фрагментите од селскиот живот, кои авторот ги доловува на лице место, оставајќи ги на хартијата како печат на едно време, уште долго ќе сведочат за нас како народ. Благодарност сакам да изразам до фестивалот Јака до камена река, доколку имаме близка работа и кој ни овозможи да ја направиме носител на оваа изложба и кој ни овозможи да ја направиме и пред љубителите на уметноста во нашиот град. Ќе го замолам директорот на фестивалот, господин Миле Георгиевски, да каже да Ќе ја аплодирате на Христина или мене? Значи, со вас и со вашата наставничка се среќаваме на многу изложби, се среќаваме на многу промоции, сме биле гости кај и наистина ми е посебно драго што имат ученици, а уште по-посебно драго што и наставници професори се интересираат за овие работи, кои треба да се двигате на сето ова. Јас се надевам дека еден ден на некои од овие ваши деца, некои други луѓе ќе отвараат изложби. Фестивалот Јаков од камена река, само кратко да ви кажа, вие сигурно не знаете кој е Јаков. Јаков е првиот печатар кој во 1546 година во Венеција има закупено печатница и го печати часословот. Тоа е првата книга напишана со наше писмо. Значи 1546 година. Во негова чест ние го одржуваме овој фестивал во Македонска каменица. Меѓу другото, во архивата на фестивалот има доста изложби од наши уметници, доста книги и ние со тек на време сето тоа ќе ни го презентираме на сите вас. Христина кажа она генерално се што треба да се каже за Панде Петровски. Во честите разговори со Панде тој ми вика, јас кога тогаш ќе дојдам во Делчево, но јас сум таму каде што се моите слики. Значи неговата позитивна енергија, неговиот гений тука е денеска во Делчево. Тој е присутен во секоја негова слика и она што е карактеристично, што сакам вас да ви го кажам, Панде Петровски е еден од ретките уметници кој слика на лице место. Значи, сите овие слики, тука што ги имате изложено, се од битолски села и секоја слика е работена на лице место. Но за да ви бидат малку поинтересни на вас децата,
Јас во договор со Панде Петровски, тука сиве слики се иста техника, ставивме една слика која е цртана по фотографија што ми ја пратив јас. Значи и тоа е слика исто како ова графика, но вие треба да ја препознаете. Дали ќе ја препознаете случајно или имате осет за тоа, секој што ќе ја препознае таа слика, ќе добиете една книга во која илустрациите се работени од Панде Петровски. Тоа се метаморфози се викат, тој циклус на слики на Панде, тука имате 16 метаморфози, или ова се тие метаморфози на Панде Петровски. Ние имаме исто во фестивалот ова, ќе направиме натаму изложба и на метаморфозите. Јас се надевам дека наставничката им кажувала за што е графика, како е графика, и се надевам дека еден ден, ако не поединочно, ќе направиме една групна изложба на графики од вашите ученици и да не должиме многу, со нас е и познатиот делчевски новинар, публицист, дедо Васил Маневски, и тој ќе ви прочита една кратка приводна песничка за старите куќи, односно оние стари куќи кои се распаѓат, пошто ја ги знам овие битолски села, мајка ми од Битолско. Многу од овие села веќе немат ни камен на камен, ама ќе остане сведоштвото дека тие села постоеле, дека имало куќи, овие слики на Панде Петровски. Јас се надевам дека вие ќе направите некои слики за делчевските села, кои што имат наистина прекрасна архитектура. Маневски повеќе. Мило ми е што како инспирација за оваа песна послужи една стара куќа во Берово, што се наоѓа од левата страна кога водиме кон манастирот во Берово, а содржината е вистината. Старата куќа во Берово. Во Берово влегов во куќа стара. Ќе праша некој што ли таму барав? Не барав ништо. Влегов од љубопитство, а најдов се нешто. Имаше расфрлени книги стари, имаше вредни документи, старо буре со религиозни обрачи, слики на старци, на младенци и деца. Таму видов заборавен живот, таму видов изгубена среќа. Во куќата стара, незаштитена, што прокиснува дотраена од завод на времето нагрижена, пред распаѓање и скривена, видов некогашна радост и многу спомени од нечи живот, од нечија младост. Се распрашав во комшилку, ми рекоа била на 7-8 мина, а тие, нека се благословени од Бога, немале меѓусебно разбирање и слога. Затоа куќата нивна заедничка е предуривање пред умирачка. Значи сега, пред да покана да ја најдете сликата, ја и Маневски заедно бевме во таа куќа и таа се наведат во центарот на Берово и имат наистина фантастична архитектура. Јас не бевме во куќата, за да може, ако случајно се руши на Маневски, да каже дека таму има човек, па да се јавиме во ЦУП и да го бараме, да не остане. Значи, да покажувам да разгледате изложбата и да ја најдете таа слика што е цртана по слика, за да добиете книга. Повелете.
Ne kaži koja mi... Dobro, ja sam tako Deci svi ne pogađate, jedno dete je pogodna slika, tako i mislite da je to. Daj, koja se budeš? Ete tale. Ede se ti udadete. Ajde, nagradi nešto. Bravo! Čestitamo te do vašeg. No.